Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. А во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Високи представници на САД и Кина денеска ги завршиат дводневните разговори во Пекинг. Разговорите се фокусираа на економски прашања, но и на последните тензии на Корејскиот полуостров. Американската државна секретарка Хилари Клинтон на заедничка пресконференција истакна дека САД ќе соработуваат со Кина и меѓународната заедница за да изнедат ефикасен и соодветен одговор за патонувањето на јужнокорејскиот воен брод, наводно од страна на Северна Кореја. Во однос на валутните реформи, американскиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер изјави дека реформата на јуанот е одлука што треба да ја донесе самата Кина. Северна Кореја се закани дека ќе преземе воена акција доколку Јужна Кореја мине низ нејзини води во близина на западниот брег на Корејскиот полуостров. Напнатоста меѓу двете земји нарасна откако во март со торпедо беше потопен јужнокорејски воен брод. Група меѓународни истражители минатата недела донесоа заклучок дека торпедото било истрелано од севернокорејска подморница. Официјален Пјонгјанг го отврли тврдењето. NBA. Орландо Magic како гостин во продолжение извојува победа против Бостон Селтикс од 96-92 и избегна елиминација во четвртиот надпревар од финалната серија на источната конференција на NBA. И покрај поразот, Бостон води со 3-1 во серијата најдобар од 7 надпревари. Следниот меч се игра во Орландо во среда. Американски представници велат дека BP ќе се смета одговорна за сета штета и трошоци од масивното излевање на нафта во заливот на Мексико. На најновите моменти од оваа катастрофа, што започна пред повеќе од 1 месец, се задржуваме во приложение. Повеќе од 1 месец по трагичната експлозија на платформата кога загина 11 работници, излевањето на нафта продолжува во заливот, ширејќи смртоносна штета по должина на еколошки чувствителното крајбрежје. Пеликаните што живеат во колонии на брегот на Луизијана се силно загрозени. Тие се капат во нафта, а и нивните јајца се обложени со неа. Секретарот за домашни работи Кен Салазар вели дека за многу животни веќе е доцна. Факт е дека BP го направи ова, ужасна ситуација за животната средина. Салазар вели дека губи доверба во способноста на компанијата да го запре излевањето и дека федералната влада може да ја преземе контролата. Но командантот на американската крајбрежна гарда, Тад Ален, вели дека приватниот сектор се уште има најмногу експертиза. Да се истурка BP надвор од оваа ќе го покрене прашањето, кој ќе биде во нивна замена. Представници на BP признаваат дека се фрустрирани. Според главниот оперативец Даг Сатлс, трошоците на BP веќе надминале $760 милиони. Ги имаме најдобрите луѓе, најдобрите научници од нашата компанија, од целата индустрија и од владата. Сите се фрустрирани, ние сме фрустрирани. Сите сакаме ова да заврши колку што е можно побрзо. Тоа сигурно го сакаат и луѓадниците кои живеат од водите на заливот. Ова е гувернерот на Луизијана Боби Джиндал. Оваа нафта не само што се заканува на брегот и мочуриштата, туку е фундаментална закана за нашиот начин на живот овде во Јужна Луизијана. По многу неуспешни обиди, BP неделава ќе се обиде уште еднаш, со нов приот. Цемент ќе биде вбризгуван во отворот за да го затвори. Шефот за домашна безбедност на САД, Дженет Наполитано, вели: ние внимателно следиме и ќе инсистираме BP да ја заврши работата како што треба. Според конзервативна пресметка, досега во заливот се излеале најмалку 23 милиони литри сирова нафта. Машкиот национален фудбалски тим на САД има тренинг пред светското првенство во Принстон, Њу Џерси. Таму беше и спортскиот уредник во Гласот на Америка, Парк Бруер, кој не ви испрати следниот видеозапис. Универзитетот Принстон, елитна институција на југозапад од Њујорк, е местото каде тренира американскиот тим. Майкл Камерман е задолжен за односи со медиумите. Тој вели изборот на локацијата е одличен зашто од Принстон дошол и тренерот на тимот Боб Бредли.
Боб очигледно има голема историја овде како играч и тренер, многу луѓе го знаат, што помогна да дојдем овде. На жалење на оние кои сакаат да ги следат тренинзите, тие се затворени за публика, но медиумите се добре дојдени, а Камерман вели дека интересот е голем. Доаѓаат репортери од цела земја, од телевизија, радио и печат, има и остранство на други јазици. Очигледно е возбудата за ова првенство, а од медиумска перспектива поголемо од кога и да било. Целта на тренингот е да се влезе во форма, но и да се направи селекција од 30 играчи на 23 кои ќе патуваат во Јужна Африка. Еден од новодојдените е Едсон Бадл од Лос Анџелес. Тој води по бројот на дадени голови сезонава. Одлично е, се обидувам да не ми удри во глава, но уживам во целата атмосфера. Неговиот соиграч од Лос Анџелес, центарфорот Ландон Донован, е практично сигурен избор за тимот по трет пат. Тој вели Бадл заслужува шанса. Неговите голови се импресивни, но поважно е што е импресивно она што го прави надвор од давањето голови. Тренерот Бредли вели дека секој од играчите мора да докаже дека е вреден да влезе во репрезентацијата на САД. Тоа мора да се заработи. Ако сте тука не значи дека е готова работа. Мора да играте добро. На 30 мај американскиот тим заминува за Јужна Африка. Првиот меч го има на 12 јуни против Англија. Во моментов додека ова го гледате, тренингот на американската репрезентација е завршен и на тимот му предстојат 2 надпревари за загревање пред заминувањето за Јужна Африка со тимови кои не се квалификуваа за првенството. А од спортот одиме кај медиумите. Некои мислат дека тие треба да прават повеќе од само кажување на вистината. Гледајте ни утре, ќе зборуваме за новата улога на медиумите. Утре во Newsflash. Во свет полн со конфликти, улогата на медиумите на преиспитување. Некои велат интернет ја предизвикал промената. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најновите вести посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.